нашите единици тръгна да бега за Югославия. А он не и пуща. Мора някой да се врати на Мала Преспа, там на Острож, дека за Албания да бегне да чинуват. Дури имаше некои пукновајте од задин. Зато викмениот зборот Југославија ни удри ножот во грбот. Кога почна прочестителна акција, што ја викат грците. Кога дојде веќе американци, фргаја бомби горише, цели жита горе. На 15 август почна Инкатерстике се пихириси се викат, значи прочестување на цела Македонија, така се викаше. И тогаш даде наредба Генералниот штаб на Демократска армија, даде наредба да се повлекуваат сите за Албанија. После кога се скараја, значи големите сили, знаеш, таму вамо, Југославија наудри од задин. Наудри, дури пушти војска грчка, опресва позад Занин и на околија, значи. И на крај дури ние, ако не беше Албанија, ќе беме сите денес заробени и уништени. Ей море, пиле, шарено, шо добро виде од мене, од мене. Калино моме убава, кога гореше гората, ти мен во раци држеше, со масло крилца ладеше, ладеше. Ко бегавме од Грамос, ние војската дојде писмо да напуштиме Грција, да влеземе во Албанија. Отиде официро наш, Сотир Люкров се викаше, горе на границата и вика на албанецо, границата ќе ја отвориш и сите партизани тука ќе влезе. Сите македонци таму да влезат, партизани бе. То не бевме мало. И он го брка. И кушоќета кишата, но на му се развика одгоре. И дојде тој плачејќи, готови сме луѓе. Отидоме до албанска граница, не фати, вечерта беше сега. На една страна офицер партизан, на друга страна офицер од албанска страна. Хајде партизани, хајде партизани. Како што навлегуваме, оставаме оружјето купишта, овие постарите јунаци плачат за оружјето. Што не најде? Ние изгубиме све, сега оружјето. Навлегуваме, од таму на 200 метра не чекаат камиони војнички со мушами, големи, албански. Не да товарија во тие камиони, гладни, вода за вода, ќумриш бргова за гладни кејаш и земја ако треба. И ко влеговме едно 2 ливади, 3 пълно беше партизани. 3 дена седевме таму, знаеш, гладни и без вода и без хлеб. И мене ми се стемна веќе.
Гледам села има, луѓе излегуват, влегуват. И викам, сега ќе одам ја, невестава што искочи там, ќе му барам леп. И отиду, му се развика. Ну се, побука, имате леп, имате уја, вода, имате. Викам, болни се партизаните сакат. Сега кој дигнае стомни, кој дигнае лево, кој дојдоја на сите по едно парче. Ме донекое на амбулантата тука, на Корча, там ме оперисае, ме фати тифос, од гладос. Ме испратија зима беше, последни женски конгрес со генерален секретар на Европа, жена. И втората генерален секретар и на Захаријаде жената Рула, секретар на Комунистичка партија на Грција. И тога ни звавија нам и Захаријади почна да зборува дека еве предателската организација, ние сме виновни за поразот на ДАК. И стана Мало да збори, него остани, стана Којчев и Којчев ништо, стана Паскал, долу продоти му вика на Паскал. И мене ме фати и најте, и јас излегув и на македонски зборот, не на грчки, тие на грчки, а на македонски. Му вика, другарот, а полно народ имаше во ова. А другарот Захаријади не знае дека 14 години дете до 80 години баба работеше, македонците работа. Ние не можеме да бидеме на таква организација, не може да е предателска организација, таквата организација. И ние три женски од Корча што беме делегати, ранети, излегоме и кажавме. Ние и молиме да не се мешат во наше движење. Ние Европа ја познаваме како предатели. Зашто? Зашто кога ние дојдоме во Вичо и видоме војската како се спушти од таму и не окружи. Значи, кој знаеше од тие централни комитети е во Вичо? Не зема, не ставе 3 месеци во самица, во Албанија. И и беше еден, и ја ме ставија во келија дупла, згора беше ова, и тука беше принцезата, албанската принцеза. И јас слушав секоја шлап-шлап со плашките. И доваѓа еднаш Ибраим се викаше, тој ми носеше на овија капите, тенџери, мармелад ми носе, и како кучи, јас еден ден му викам, му викам, но, он се тарна, вика, шо праштакам, јас сум куче, му викам на него, на македонски. И после ми отвори да видам кој е. И јас од ова видов дека е принцезата. Старата принцеза, и после ми кажа една Албанка дека таа не сакаше да бега, вика нека умрем тума, не бегам од Албанија. И не и 3 месеци нам не имае во затвор. После дојде еден офицер, албанец беше или грчки, не знам што беше, на грчки не прашуваше кој сме, што сме. И ја на вечера не зема сите, не врза и преку половина и раците, и во камион отворен и не носат. И си рекме ќе не носат да не стрелят. Дома Антина за некој во Бурели, во речиме на пристаништето. И оттаму во бродот, преку Средоземно море, Дарданелите, во Одеса, од Одеса, во затвор, во Москва. Во Русија, преку Турција, со брод. Од Турција не качија на бродови товарни, све вака. И ние легнати. И су умреа партизани колку загушливо, озгора Турија, жито. Треба да помине на граница. На која граница не знам. Од Турција се качевме. И додека поминиме страшните места, почнае да умире доле обродо. И трчи ние една друга сестра имаше и ја. Ги вадиме горе, умират. Викаме, шо да ги правиме? Фрлате ги доле. Колку деца фарливме во морето. То никој не го знае. 7 дена патувавме на Црно море, не следеја.
Ама не смееме горе, тука мочење, тука какање во бродот, беше многу тешко, вистина. И ваздух пуштеа од горе. И кога излегоме после во Батум не извадија надвор. Јас ја напуши 49 година од Албанија, од Дурес со брод. И тоа бродо требаш да оди преку... Пред нас отиде брод, што одеш за Ташкент. Грчката влада го откри и рекоа дека партизани, не веќе партизани, дека чапляли, марамите поминаја по грчка вода. И тога беше принудена раководството грчко беше тоа. И ние требаше да поминеме по там и да се вратиме во Полска или во Ческа. И после не смееме да одеме и уидоме после со брод 15, со полски брод. Бродо беше германски товарен, кој ми е заробено тоа. 3000 партизани беме и 3000 старци. По потоа мирве, поле около Тореве и тоа кај изебаше водата. 15 дена дојдоме од Гибралтар, влегоме од Атлантички океан, а стигнаме во Полска 29 ноември, стигнаме во Полска во декември, 15 декември. 15 дена никој не јадеше, никој не пиеше, те види да излеземе на земјата.